Важноста на Христовото раѓање од девица. За сиот овој период, додека ги броиме годините од Христовото раѓање, неверните и атеистите, кои се против Библијата и против Бог, и нејзините изјави го клеветеа и се уште го клеветат, осудувајќи го Христовото раѓање од девица. Меѓутоа, христијаните со цела душа и срце веруваат во оваа изјава дека Исус Христос се роди од девица, Марија, и се друго што е поврзано со овој настан. Што ме запишано во Библијата мора да е вистина. Бидејќи во Бог, во кого ние веруваме христијаните, се е можно. Верата во Бог подразбира и вера во неговите чуда. Раѓањето на Христос од девица е вклучено и во апостолското верување, кредо, и укажува на неспорната содржина на христијанската вера. Зошто? Затоа што Христовото раѓање од девица е поврзано со неговата безгрешност, како што е запишано во Библијата дека тој не направи грев. Апостол Павле вели Исус Христос дојде во овој свет да ги спаси грешниците. Само оној кој е безгрешен може да го положи својот живот како застапничка жртва за гревовите на другите луѓе. Библијата сведочи за Христовата целосна безгрешност. Во Евреите 7 глава 26 стих е запишано: Христос е опишан како свет, незлобен, чист и одвоен од грешниците. Ако Христос беше зачнат по природен пат од татко, тој би ја наследил нашата грешна природа, која ја наследивме од Адам. Со вакво зачнување тој не би можел да биде наш спасител. Сите луѓе од Адам се родени како грешници. Гревот се пренесува од едно поколение на друго, како што апостол Павле во Римјаните 5 глава 12 стих вели: затоа како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе зашто сите сгрешија. Во Христос, наречен последниот Адам, Бог направи нешто ново. Христовото зачнување, како што реков, не е преку отпаднат човек, туку преку силата на Светиот Дух, третото лице од Светото Тројство. Христос, кој е зачнат од Светиот Дух, стана наш спасител. Само на таков начин е наш спасител, поинаку не. Да имаше малку грев во него, ќе немавме шанса за спасение. Библијата вели, тој кој не знаеше за грев. Да, Исус не знаеше за грев. Тој не направи грев. И грев во него нема. Затоа од голема важност е да ја прифатиме оваа вистина за Христовото зачнување од девица Марија, зашто оваа вистина е клучна и се однесува за нашето спасение. Калвин во една негова изјава рекол: тој беше вистински човек во се како и ние. Единствено што се разликуваше од нас е тоа што немаше грев. Тоа не е некоја нова мисла, туку точно библиска и прецизирана. Тој е зачнат во утробата на девица со чудесната и неискажлива сила на Светиот Дух, така што при самото раѓање да не биде извалкан со грев на телото, туку свет со суверена чистота. Да, токму ни треба таков Божик. Треба да се гледа само во лицето на оваа вистина, поинаку не може.